Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Предлогот на Мерц е активен. Љубопитни сме да знаеме повеќе каква е идејата. Нова алтернатива или реална можност за забрзана интеграција. Груевски добил унгарско државјанство, дали екстрадицијата станува невозможна. Продолжениот викенд причина за нови гушви на Богородица. Грција бара можни решенија без да го укине новиот систем за контрола на европските граници. 13 годишно дете загина возејќи електричен тротинет, во него удрил автомобил. Итната медицинска помош секојдневно интервенира на несреќи со тротинети. Сообраќајните инженери бараат построга регулатива. Двајца повредени откако руски дрон погоди стамбена зграда во Романија. НАТО и Европската унија го осудија односот на Москва. Младите не сакаат Мицковски да одлучува во нивно име и да им ја крои иднината во заглавена и изолирана земја. Велат од СДСМ и повторно побара да се распише референдум за европската иднина. Треба ние да живееме во изолација, да чекаме по 10 часа на граница додека тие и нивните семејства имаат бугарски пасоши. Најскапа цена ќе платат младите кои ќе продолжат да се иселуваат. Македонија ќе остане без млади, без народ, без иднина. Камен на камен нема да остане. Младите не сакаат Мицковски во нивно име да одлучува, да им ја крои капата, а со тоа и иднината во заложена и изолирана држава. Затоа распишете референдум. Не бегајте од граѓаните, не бегајте од младите. Ние не сакаме да плаќаме цена. Председателот на Уставниот суд во интервју за Нова Македонија вели дека предметот за вториот протокол со кој беа договорени уставни измени е активен и постапката е во тек. Прашан дали е можно, како што тоа беше случај со укинувањето на балансерот, овој суд да донесе одлука и за протоколот број 2, подпишан од министер кој според законите и уставните надлежности не можел да го направи тоа, Костадиновски вели. Овој предмет е жив предмет, по него се уште се постапува и затоа не би коментирал детали од него, а се разбира дека имам изграден став за тоа прашање. Во исчекување сме на мислењето од владата и Министерството за надворешни работи во овој предмет. Станува збор за редовно постапување и преземени активности, како и во сите други предмети во судот. Но, според мене, во овој предмет од особено значење е да се види и мислењето на Министерството за надворешни работи и владата. Кои се придобивките и дали може да има штета од предлогот на Мерц? Дали Европа е подготвена за проширување и под какви услови? На кого му одговара референдум? И дали новата бугарска власт може да биде партнер за разговор? Тема на денот со пратеникот и подпредседател на Собранието Антонио Милошовски. Поранешниот македонски премиер Никола Груевски, кој од 2018 година живее во Будимпешта, добил целосно унгарско државјанство во 2022 година врз основа на државен интерес на Унгарија, објави истражувачкиот портал Висквер, повикувајќи се на извори од унгарската влада. Според порталот, Груевски понатаму престојува во Унгарија, а добивањето од државјанство значително ја отежнува можноста за негова екстрадиција во Македонија. Од Министерството за правда велат дека внимателно ги следат информациите, но постапката продолжува. Независно од сите шпекулации и неофицијални информации за евентуалниот статус што го има во Унгарија, Никола Груевски останува државјанин на Република Северна Македонија и е лице кое е предмет на правосилни судски одлуки и активни постапки. Министерството за правда нагласува дека постапката за негова екстрадиција продолжува согласно домашното законодавство, билатералните договори и меѓународните конвенции. Во рамки на своите надлежности, Министерството и понатаму ќе ги презема сите неопходни правни и дипломатски чекори во комуникација со надлежните органи на Унгарија, велат од Министерството за правда. Премиерот Христијан Мицковски, прашан дали владата има информација дека Груевски добил унгарско државјанство, одговори дека нема таква информација. Излезе информација дека поранешниот премиер Груевски има унгарско државјанство. Дали ова информација дошла до владата и кога воопшто ако има таква информација? Не, немаме ние таква информација. Не, немаме таква информација.
Продолжениот викенд повторно со колони возила на границата со Грција, но сега чекањето трае подолго поради новиот систем за контрола на европските граници. Грција нема да го укине системот, но денеска почнува анализа на терен за воведување на дополнителни механизми за намалување на гужвите. Продолжениот викенд во Македонија го стави на тест новиот европски систем за гранична контрола, отварајќи ја летната сезона со гужви, нервоза и повеќе часовни чекања на излез од државата. Од вчера земјава ја напуштиле над 13.000 лица, од кои најголем дел се упатиле кон Грција и Србија. Најоптоварен е граничниот премин Богородица кон Грција, каде патниците сведочат дека за влез во соседната земја се чека со часови. Причина за забавувањето е новиот систем за евиденција на патници ЕЕС, кој Европската унија почна да го преминува за граѓани од земји што не се дел од Унијата и Шенген зоната. Од страна на Министерството за внатрешни работи се преземаат сите мерки и во функција се ставени сите човечки и технички капацитети за да се забрза протокот на патници, се разбира со спроведување на задолжителните гранични проверки. По хаосот со долгите колони на евзони, грчките власти најавуваат идни чекори за растоварување на граничниот премин, кој веќе е под сериозен притисок по воведувањето на новиот систем. За денеска се планирани теренски контроли на специјални тимови на премините евзони кон Македонија и Кипи кон Турција, каде ќе се анализира како веднаш да се подобри протокот на патници и возила. За проблемот веќе имале состанок во Солун, свикан од заменик министерот за внатрешни работи, а најавите се дека фокусот ќе биде ставен на брзи решенија, засилување на информатичките системи за побрза обработка, но и воведување привремени технички интервенции на самите премини. И покрај тоа што асоциации и здруженија за туризам од нашата земја побараа одложување на примената на новиот систем, барем до крајот на летната сезона, кога најголем број граѓани патуваат кон грчките летувалишта, Грција не отстапи од одлуката. Грчкиот министер за заштита на граѓаните потврди дека до нив пристигнале реакции од Македонија и Србија поради долгите чекања, но потенцираше дека спроведувањето на европските безбедносни процедури е обврска што мора да се почитува. Во вакви услови дел од туристите од регионот веќе бараат алтернативи, вклучително и патување преку Бугарија, со цел да ги избегнат најфреквентните премини кон Грција. Според анализите и предупредувањата на грчките медиуми, вистинскиот бран на притисок допрва следува во јули и август, кога туристичката сезона го достигнува својот врв, што може дополнително да ја усложни состојбата на граничните премини. Тамара Дичевска, Сител телевизија. 13-годишно дете загина возејќи електричен тротинет, во него удрил автомобил. Итната медицинска помош секојдневно интервенира на несреќи со тротинети. Сообраќајните инженери бараат построга регулатива. Двајца повредени откако руски дрон погоди стамбена зграда во Романија. НАТО и Европската унија го осудија односот на Москва. Годишно дете од Кумановско загина возејќи електричен тротинет на регионалниот пат Куманово-Скопје. Во него удрил автомобил. Од итната медицинска помош велат дека секојдневно интервенираат на несреќи со тротинети. Сообраќајните инженери пак бараат построга регулатива. 13-годишно дете загина возејќи електричен тротинет по судар со автомобил во Кумановско. Како што соопшти полицијата, несреќата се случила синоќа, околу 21 часот на регионалниот пат Куманово-Скопје во селото Черкези. Оваа трагедија повторно го отвори прашањето за безбедноста на возачите на електрични тротинети, но и за другите учесници во сообраќајот и пешаците. Од Скопската брза помош информираат дека речиси да нема ден да не интервенираат на несреќи во кои учесници се лица кои управуваат тротинети, бидејќи не ја почитуваат законската регулатива, возат многу брзо и удираат во луѓе, велосипеди или автомобили. Многу често може да се види дека на еден тротинет се возат по двајца. Инаку по велосипедски патеки треба да се движат до 25 км на час, а во пешачки зони до 6 км на час. Експертите за безбедност во сообраќајот предупредуваат и дека најголем дел од граѓаните кои управуваат електрични тротинети не користат ниту кацига и останата заштитна опрема, пропишана во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Заштитата прво треба да доаѓа од секој управувач со такво возило, да внимава во сообраќајот, меѓутоа се разбира и со одредени законски процедури треба да се изрегулира целото подрачје, со што возачите на тротинети би биле некако повеќе видливи во сообраќајот,
да носат одредени флуоресцентни обележувања, со што би им олесниле и на другите учесници во сообраќајот да ги забележуваат често. Од друга страна, Митревски посочува дека и надлежните треба да им обезбедат подобри услови на лицата кои управуваат електрични тротинети или велосипеди. Неколку пати беше изреновиран булеварот Партизански одреди, меѓутоа за жал никогаш не се изреновира пешачките и велосипедските патеки, што дава до знаење дали се работи за некаков поголем бизнес интерес, бидејќи тоа е видливо, а пешачките и велосипедските патеки исто така се значајни за намалување на бројот на жртви и повредени во сообраќајот. Според сегашниот закон, електричен тротинет може да управува лице со наполнети 14 години, а глобите за непочитување на одредбите се движат од 50 до 120 евра. Неодамна од МВР најавија построги законски правила, со цел да се зголеми безбедноста, а меѓу измените се планира ограничувањето да биде зголемено на 16 или 18 години, по примерот на Грција, која презеде порадикални мерки во оваа насока, поради зголемениот број на жртви кои управувале тротинети. Александар Динев, Сител телевизија. Употребата на вештачката интелигенција при пишувањето не само што не помага, туку и одмага во критичкото мислење, во задржувањето на вниманието и во креативноста. Оставени на мобилните, децата се во многу сериозна опасност, предупредуваат универзитетски професори. Експертите сметаат дека е потребен поголем баланс меѓу технологијата и книгата, како и ограничување на времето што децата го поминуваат на мобилните телефони и на социјалните мрежи. Дигиталните алатки се повеќе влијаат врз начинот на кој младите учат и размислуваат. Според експертите, прекумерното користење мобилни телефони, социјални мрежи и вештачка интелигенција ја намалува концентрацијата и критичкото размислување кај учениците. Истражувањата покажуваат дека читањето од книга и понатаму овозможува подобро разбирање и полесно усвојување на знаењето отколку содржините на екран. Употребата на вештачката интелигенција при пишувањето не само што не помага, туку и одмага во критичкото мислење, во задржувањето на вниманието, во креативноста. Значи, напротив, сите овие алатки кои што мислиме дека ни го леснуваат животот, во основа чинат да ја предадеме на друг ентитет, така да кажем, во најблага смисла, нашата најважна карактеристика, тоа е мислењето и интелигенцијата. Самите мобилни делуваат на мозоците на децата на ист начин на кој што делува и дрогата. Имено тоа лачење на допамин, на хормони на среќа ја создава зависност кај децата. Експертите сметаат дека е потребен поголем баланс помеѓу технологијата и книгата, како и ограничување на времето што децата го поминуваат на мобилни телефони и социјални мрежи. Дел од европските земји веќе воведуваат мерки во таа насока. Еве гледам и Австралија како земја веќе презема мерки или ги укинува, ја ограничува можноста на користење на социјалните мрежи, како и Франција веќе воведува слободни телефон училишта, проект кој што е доста успешен и се покажа дека влијае позитивно врз психичкиот развој и академските постигнувања кај учениците. Клучот е во нас, возрастните, единствена цел да им се приближи книгата на децата на еден современ, нов начин, кој што е во чекор со нив. Прекумерната употреба на социјалните мрежи се почесто предизвикува анксиозност, депресија и други психолошки проблеми кај младите. Паралелно расте и сајбербулингот, кој преку дигиталните платформи продолжува и надвор од училиштето. За Сител, Трајан Ристовски. Црквата денеска ја одбележува задушница, ден посветен на сеќавањето и молитвата за покојните. Верниците денес и утре ги посетуваат вечните почивалишта на своите најблиски и заедно со свештениците се искажуваат посебни молитви посветени на овој ден. Светата православна црква предвидела да има во текот на годината 3 такви задушници, односно денови, кога се споменуваат починатите во православната вера христијанска. Смислата на нашата вера, како православни христијани, е дека нашиот човечки живот не е само од лулка до гроб или од купел, местото каде што сме се крстиле, до капелата или местото каде што ќе не испратат нашите блиски. Но нашиот живот продолжува и во Царството Небесно.
смислата на празникот за Душница или пак смислата за воопшто молитвата на православните христијани за своите починати се подразбира во тоа што ние како најпрво ја продолжуваме таа љубов кон нашите починати, односно тие со нивната смрт не биваат заборавени од нас, но живеат во нашата љубов и затоа ги споменуваме. Потоа, смислот е исто така и во тоа што пред Бога се сите живи и нема починати. И онака како што грижата за нашите ближни кои што се покрај нас во секојдневниот живот може би се подразбира во една обична чаша за вода која што можеме да им ја подадеме, тогаш грижата за починатите е молитвата и грижата за гробното место или местото каде што тие почиваат до сеопштото второ воскресение.